Рено 8 со својот коцкаст облик во годините по Втората светска војна важеше за модерно дизајниран автомобил. Но главното се криеше под каросеријата. Располагаше со напредни решенија какви немаат другите, например 4 диск сопирачки, полуавтоматски менувач чија спојка се активираше со копчења на инструмент таблата и затворен систем за ладење на моторот. А тој беше вистински бисер на техниката, постојано надградуван и во повеќе своји изведби во производство се задржа повеќе од 4 децении. Толку беше добро направен и популарен што покрај Рено во своите модели го користеше DAF и подоцна Volvo, а во Јужна Америка Ford и Volkswagen. Беше срце и на Alpine A110, кој во основа ја имаше спортската душа на Рено 8. А таа во целост е заслуга токму на споменатиот мотор, кој заедно со лесната и жилова конструкција на возилото гарантираше неограничено задоволство во возењето. Него го овозможи волшебниот Амеде Гордини, кој на стандардниот еднолитарски агрегат на Рено 8 со 40 конски сили му ги зголеми работната зафатнина на 1,1 литар, а силата на дури 86 коњи. Резултатот беше експлозивен. Лесното автомобилче стигнуваше до 170 км на час. При поминување низ вијоци, потешкиот заден дел и спуштеното независно ослонување предизвикуваа лавини адреналин. Инстантно се создадоа армада млади возачи желни за самодокажување, кои Рено ги организираше во посебни подготвителни надпреварувања. Но тука не беше крајот. Новокреираната легенда доби унапредена верзија со подинамичен изглед, уште поголем и помоќен мотор, дополнителен резервоар за гориво напред за да се подобри балансот и 5-степен менувач, што беше сензација во возило со ваква големина. Вкупно беа направени повеќе од 12.000 примероци на Гордини верзијата, што представува околу 9% од целокупната продукција на Рено 8. Стандардниот модел пак покрај во Франција се произведуваше уште и во Шпанија, Португалија, Мароко, Алжир, Канада, Австралија, Нов Зеланд, Јужна Африка, Мексико, Венецуела, Романија и Бугарија.